А ние продолжуваме со проповедта на гората на блаженствата. Што бевме ние? Сол на земјата и уште нешто. Светлина. Стихот од петокот, мислам дека беше, е вклучен овде, Матеј 5.16, меѓутоа да ги прочитам повторно, Матеј 5.13 до 16. Значи, ова е веднаш откако Исус завршува со блаженствата, од кое што последното блаженство се однесуваше на двоен благослов добиваат и имаат оние кои што се гонети заради правда. Тоа е реакцијата на светот кон нас, а ние, како такви гонети, не треба да се скриеме во некоја пештера, да речеме како Илија, кога избегал од Језавела, или да одиме во некој манастир и да се замонашиме, туку што? Треба да останеме во светот, затоа што ние сме сол. Ние сме оние кои што треба да дадеме вкус, ние сме оние кои што треба да служиме за да го спречиме расипувањето, односно да го успориме расипувањето на овој свет, и ние сме светлина. Преку нас треба да Божјата слава да се пројави и да го осветли овој свет. Да ги прочитаме. Матеј 5.13 до 16. Вие сте солта на земјата. И потоа веднаш следува во многу подолг коментар, да кажеме, од Исуса, што ако солта се отсоли или облуткави, значи предупредувањето, но ако солта стане блуткава, со што ќе се осоли? Веќе нема сила за ништо, освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгазат. Сериозни зборови. Зборувавме за тоа минатиот пат. Вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рид не може да се скрие. Ниту се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светилник и им свети на сите кои се во куќата. Така било едно време. Така беше и скоро, да кажеме, во 20. век, дел од 20. век, кога нашите стари по селата живееа и се осветлуваа со свеќи или оние газјени ламби, и нормално дека лампата се ставаше или над зид, некаде на високо, еве светлата во салата не се долу на подот, туку се горе, затоа што најдобро така осветлуваат. Значи, светилото мора да се држи високо, да им светли на сите во куќата, и 16-тиот стихот што го читавме од петокот, така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Значи, како христијани имаме огромна одговорност. Минатиот пат спомнав и сега ќе кажам, значи сол на земјата се оние кои што се бедни по дух, кои што се милостиви, кои што се кротки, понизни и така натаму, да не ги редам блаженствата. Светлина се истите тие. Се однесува на истите тие. Ако не сме такви, тогаш солта станува блуткава. Или светлината ја криеме од некои причини, од предрасуди, може би ни е страф и така натаму, ќе видиме, но имаме одговорност. Значи, реков минатиот пат, не е едноставно. Не е едноставно, затоа што Исус не праќа како овци меѓу волци, и вие треба да ја однесете светлината, да ја однесете вистината меѓу тие волци и да Господ делува преку вас да тие станат овци. Тоа не е едноставно. Затоа не е потребна нормално Божја помош, а самиот Исус, ако се сеќавате на крајот од Матеевото Евангелие, кога го кажува налогот, што вели? Јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Чи немојте да се плашите. Не е едноставно, меѓутоа јас сум со вас. Рековме дека и солта и светлината, онака како што ја опишува Исус, всушност опишуваат овде колективна одговорност. Значи не станува збор само за едно зрно сол, туку сол како сол, за да се посоли оваа земја, или светлина или град, се спомна во стиховите, еден град не може да се осветли со една светилка, туку мора да има многу повеќе.
На крајот баш ќе прочитаме еден интересен цитат од Елен Вајт во 9-то сведоштво, мислам дека беше. Значи, живееме во еден расипан свет, кој што е расипан од гревот и нагло пропаѓа, свет кој што живее во темнина. А Павле ни вели во Филипјаните 2:15. Бидете безпрекорни и чисти, непорочни Божи чеда, среде опак и расипан род, меѓу кои светите како светила во светот. Повторно, една не така лесна одговорност, затоа што среде тој опак и расипан род, ние треба да бидеме безпрекорни и чисти. Значи, како што кажавме и за солта, ние треба да бидеме засебни од светот, посебни, меѓутоа сепак треба да дојдеме во контакт со луѓето за да можеме да делуваме. Солта за да делува, мора да ја ставите во јадењето, значи да дојде во контакт со храната. Мислам дека денеска имаше многу богат и убав ручек, што ќе беше ако беа јадењата без сол. Блуткави, невкусни, секако солта е многу битна. Значи, солта ја успорува расипаноста, служи како конзерванс, а светлината и тивко делува, значи како тивок сведок, тоа е нашиот живот, всушност, а светлината е јавна, значи, тоа е вербалното наше изнесување на вистината, проповедањето, но и како што се спомна во 16 стих, нашите дела, повторно нашиот живот, кој што кога ќе го види светот, треба да го прослави Бога, да го види Бога во нас. И така да едно со друго одат заедно, ние треба да ги имаме карактеристиките и на солта и на светлината. Да го повторам стихот Матеј 5:16 вели: така нека свети вашата светлина пред луѓето за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Потребно е како христијани да бидеме живи посланија или живо евангелие буквално. Како што беше Исус. Зошто Исус? За Исуса сметаа дека немаше ваков човек да говори вака како што говореше Исус. Кој беше моментот, клучниот? Затоа што тој тоа што го говореше и го живееше. Тоа делуваше врз луѓето. Залудно е ако говориме, а не го живееме тоа, тогаш, како што јас знам да кажам, не сме ништо подобри од политичарите, кои што знаат да лажат, и да лажат, и да лажат, и да ветуваат, а да не исполнуваат. Исус бил тој кој што едноставно бил живо послание, живо евангелие. Всушност тоа е евангелието, централната фигура, тоа е Словото. И затоа беше посебен. Такви треба да бидеме ние. Сега кога сме кај светлината, ние самите по себе не сме светлина, иако нели вели вие сте светлината на светот. Која е светлината? Само Бог, секако. Еве, може би, најдобри стихови, има повеќе, меѓутоа да отвориме во Јован 1 глава, како Јован го започнува своето евангелие, патем, како што ми кажа, следното тромесечие ќе го проучуваме евангелието по Јован. Интересно е, го имаме Марко сега, па следното е Јован, едно од, за мене, најубавото евангелие. Што вели во првите неколку стиха од Јован 1 глава, во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога. Се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Во Него беше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината свети во темнина и темнината не ја опфати. Бог е светлината, Словото е светлината, Исус е светлината. Но и што вели понатаму? Се јави човек, че е еден човек како и нас, меѓутоа многу поголем од нас, Јован Крстител, кој што беше најголем меѓу пророците, меѓутоа и тој не беше светлината. Што вели Словото? Се јави човек испратен од Бога по име Јован. Тој дојде за сведоштво, за да сведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Ако Јован не беше, тогаш ние воопшто не сме, односно
писмото и она што сакам да го кажеме дека Бог е светлината, Исус е светлината, или Словото е светлината, 119 псалм 105 стих, Твоето Слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. А всушност тоа е пак Исус, знаеме Словото. Значи Бог е светлината. Ние сме само сведоци, ние сме тие кои што ја пренесуваме, ние само ја рефлектираме светлината. Еве за Исуса исто во Лука 1:17 Лука вели за да ги осветли оние кои седат во темнината и во смртната сенка и да ги упати нашите нозе по патот на мирот. Исус како светлина. И 9 стих исто од Јован 1 глава, него прочитавме, вистинската светлина која го осветлува секој човек доаѓаше во светот, зборувајќи за Исуса. Но дојде меѓу своите, а тие што не го примија. Зошто? Јован 3 глава има едни стихови, веднаш после оној Јован 3:16, што сите го знаеме како жива Библија, мислам дека, што вели 17, зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Добро, 19. Судот се состои во ова. Светлината дојде во светот. Дојде Исус, дојде Месијата. Светлината дојде во светот. А луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината. Зошто? Затоа што делата им беа зли. Зашто секој кој прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат откриени неговите дела. Ова може би многу и не важи за денешниот 21 век. Денес зли дела се прават среде бел ден. Никој не гледа дење ли е, ноќе ли е. Во кој век живееме и во кое време живееме? Страшно. А оној кој што ја извршува вистината, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, еве го Матеј 5:16, пак тука некако, за да се видат неговите дела, бидејќи се извршени во Бога, и на тој начин и се прославува Бог. Значи, тој е светлината, а ние ја рефлектираме светлината. Црквата е таа која што треба исто така да ја рефлектира светлината. Еве второ послание до Коринќаните 4 глава 6 стих. Второ Коринќаните 4:6. Зашто Бог кој рече светлина да засвети од темнината, тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. Преку нас, како верници на црквата. Црквата е таа која што треба да ја рефлектира светлината секако. И како што кажав погоре, значи тоа е колективна одговорност, имаме како црква да светлиме. Не само поединечно ваму таму. И се спомнавме повторно стиховите, вели, град кој лежи на рид не може да се скрие, ниту се пали светило за да се стави под житно мерило. Значи не се крие, туку на светилник, за да им свети на сите кои што се во куќата. На највисокото место. Секојаш постои опасност од неуспех, како што зборевме за солта, ако облуткави, а облуткавува, во тоа време не била чиста, рафинирана онака како што е денес. Денес солта, не знам дали воопшто може да изгуби соленост, ама тогаш да. Била мешана со разни други материјали, гипс, често пати и такви работи, и така да едноставно го губила по некое време своето својство. И потоа ја фрлала едноставно по патиштата, затоа што не служила за ништо друго. Второ послание до Коринќаните 6:14, исто така и за светлината. Светлината исто така може да потемни, односно да изгуби својата светлина. Како, на кој начин, што ни вели Павле во второ послание до Коринќаните 6:14. Вели, не впрегнувајте се во нееднаков јарем со неверниците.
Зашто што има правдата заедничко со беззаконието? Или какво заедништво има светлината со темнината? Има ли нешто заедничко светлината со темнината? Тоа се всушност две спротивни работи. Спротивност на темно е светло. Не треба да има ништо заедничко. Меѓутоа, ако ние дозволиме зли дела, прегнување овде вели во нееднакво јарем со неверниците и така натаму, значи лошо друштво, дружење со зли луѓе и така натаму, тогаш се расипува таа светлина. Не треба да има ништо заедничко светлината со темнината, ни вели овој стих. Или има еден интересен стих во Пословици 31:18, кој зборува за добродетелна жена. Пословици 31:18 вели, гледа како и напредува работата, но ке не и гасне светилката. Не дозволува да изгасне светилката. Постојано да светли. Која вели во Матеј 5:16, така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Која е главната цел всушност на нашето постоење? Па токму тоа да го прославиме Бога. Како го прославуваме? Што значише ако, еве сега сме проучавале порано, меѓутоа да ве прашам, што значи Божјата слава во Библијата? Еве, Мојсей побара да ја види Божјата слава, што му беше прикажано? Карактерните црти на Бога. Значи, славата Божја во Библијата е карактерот, Божиот карактер. Значи, ние треба да имаме налик на Христовиот карактер, да сме христолики, на тој начин и најдобро ќе го прославиме. И така најлесно можеме да светлиме. И еве како, Исаија 6 глава, ова малку во петокот го нашнавме, објаснувајќи го стикот што беше утренски за петокот, кој што беше Матеј 5:16. Исаија 6 глава ги знаете тие почетни стихови, познати стихови. Што вели? Стани, засвети, зашто твојата светлина доаѓа. Како? На тебе блеска Господовата слава. Ете од каде е светлината, која што доаѓа преку нас, затоа што преку нас, над нас, блеска Господовата слава. А еве темнината ја покрива земјата и мракот народите, а тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува над тебе. Како ќе биде осветлена земјата во Откровение? Која глава беше? 18-та? Ајде да видиме. Четвртиот, така наречениот четврт ангел. Потоа видов друг ангел, првиот стих, како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Ке се осветли цела земја од Божјата слава. На кој начин? Еве вака, преку Божиот народ, кој што ќе го манифестира Божиот карактер всушност. И еве темнина ја покрива земјата и мракот народите. Да, тоа се народите, ама тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува над тебе. И, како резултат на ова што имаме, зашто денеска не сме толку ефикасни во проповедање на Евангелието? Може би затоа што или сме само сол, односно не можеме да бидеме, меѓутоа, така да кажам, може би само зборуваме, најчесто е тоа, проповедаме, меѓутоа не го живееме тоа што го проповедаме, и тогаш нема силно сведоштво врз луѓето. Значи, откако ќе блесне Господовата слава над нас, над тие народи кои што живеат во мрак, вели, Божјата слава се јавува над тебе. Што се случува во третиот стих? Народите чекорат кон твојата светлина и царевите кон исток на твојот сјај.
Народите ќе го видат тоа, како што велеше Матеј 5:16, ќе ги видат тие добри дела и ќе го прослават Бога. Ќе речат, кај овие луѓе има нешто посебно, како и кај христијаните во Антиохија, кои ги нарекле прво христијани. Зошто? Затоа што биле христолики. Личеле на Христос комплет, не во лик, нели, нормално онака во однесување, карактер. Подигни ги очите, обзрни се, 4 стих. Сите се собираат, доаѓаат кон тебе, твоите синови доаѓаат од далеку, ти ги носат керките во преградки. Ова ќе биде кога ќе се излее Духот Свети, во тој позен дожд, и кога ќе се осветли сета земја, и ќе има мноштво на луѓе кои што ќе доаѓаат и ќе се обратуваат многу повеќе отколку на првата Педесетница. Бог треба да ни е најважен, драги браќи и сестри, не нашата репутација или било што, туку неговата слава. Ние треба него да го прославиме, затоа сме повикани, затоа постоиме. Минатиот пат спомнавме, само на кратко ќе повторам некои кратки цитати за солта. Солта која спасува, вкусот на христијанинот е што? Христовата љубов во срцето, Христовата праведност која ја проникнува душата. Тоа е Христовиот карактер. Карактерот е сила, друг цитат од параболи, Христови параболи. Карактерот е сила, тивкото сведочење на верниот, несебичен, побожен живот, шири речиси непреодоливо влијание врз луѓето. Спомнав минатиот пат, ние треба да бидеме Христовите инфлуенсери, најголемите инфлуенсери во ова општество, кој што треба да допринесеме за да едноставно го подобриме општеството во кое што живееме и да ги доведеме луѓето кај Бога. И сега на крајот ќе завршам, толку и време ни преостанува, со еден малку по-долг пасус од 9-тото сведоштво. Ова е многу интересно. Една импресивна сцена, што видела Елен Вајт, каква сцена видела во видение. Вели, во ноќно видение пред моите очи се одвиваше една мощна возбудлива сцена. Видов како една огромна огнена топка падна меѓу некои прекрасни големи куќи и што? И за момент ги уништи. Значи, видела некој од тие, може и последни зла, неволи. Слушнав како некој кажа, знаеме дека Божите кажни ќе ја снајдат земјата, но не знаеме дека тоа ќе биде толку брзо. Други соочени гласови говореа, вие знаевте, зошто тогаш не ни кажавте? Ние не знаевме. Од сите страни слушнав слични зборови на префрлање. Едните велеа, вие знаевте, ама не ни кажавте, ние не знаевме и така натаму. Значи, едноставно остава впечаток оваа слика на Христовата црква, која што нити е сол, помалку, па уште помалку светлина. Што не ги носи опомените и патем последната порака на адвентниот народ, која е Торангелската вест. Тоа е последната порака на опомена до овој свет. Тоа е она што е сегашна вистина и што треба да се проповеда. Меѓутоа, овде гледаме потфрлање во таа работа и потоа, вели, се разбудив, Елен Вајт вели, со голема болка и повторно заспав. Како да се наоѓав на некој голем собор. Сега гледа нешто поинаква слика. Една авторитетна личност им зборуваше на присутните пред кои беше распространа географска карта на светот. Тој рече дека картата го представува Божјето лозие, кое мора да се обработува. Секој поединец кој е осветлен со небесна светлина, должен е таа светлост да ја пренесува и на други. На многу места треба да се запалат светилници, на чии пламен ќе се запалат нови светилки. Повеќе пати беа повторени зборовите, вие сте солта на земјата, но ако солта ја изгуби сила, така натаму. Значи, тука се ги цитира баш оние зборови од Матеј 5, 13 до 16, и потоа вели, видов како од градовите и селата, ниските и високите места на земјата се појавуваат снопови светлина. Божјата реч беше прифатена и како резултат на тоа се појавуваа споменици за него, за Бога, во сите градови и села. Неговата вистина беше објавена ширум светот.
Потоа таа карта беше отстранета и на нејзино место беше ставена друга карта. На неа се гледаше како светлината свети само од неколку места. Останатиот свет беше целосно во темнина, во која само понекаде, тук таму по некоја светулка. Оној кој не поучуваше рече: овој мрак е последица на тоа што некои одат по својот собствен пат, а чијашто задача беше да бидат виделина на светот. Тие негуваат наследени и стекнати склонности кон злото. Сомнежите, пронаѓањето на туги грешки и обвинувања, тие ги направија главни занимања во својот живот. Треба се запрашаме некојаш да не се овие главни занимања во нашиот живот. Сомнежи, пронаоѓање на туѓи грешки, обвинување и така натаму. На тој начин се гаси светлината. И ние не сведочиме, ние не сме светлина, како што не повикува Исус да бидеме. Тие својата светлина ја ставиле под поклоп. Ете што значи. Кога секој Христов војник би ја извршувал својата должност, кога секој стражар на зидовите на Сион би трубел со разбирлив звук, светот одамна ќе беше опоменат. Меѓутоа делото со години заостанува, додека луѓето спиеа, што? Сатаната не спие. Вели, не претекна сатаната. И е уште овој дел. Подпирајќи се на Бога да се трудиме непрестајно, значи постојано да напредуваме во несебичното вршење на Неговото дело, понизно и со чувство на постојана зависност од Него, да се довериме себе си, својата сегашност и идни на Неговото мудро провидение, држики се за довербата што ја имаме, односно имавме на почетокот, непоколебливо до крај, имајќи на ум дека небесните благослови ги примаме не затоа што сме достојни, туку поради Христовите заслуги и затоа што со вера во Него ја примевме Божјата изобилна благодат. Времето е толку, иако оваа тема е навистина богата. Господ Исус не повикува и покрај тоа што живееме во зол свет, ние сме тие инфлуенсери, ние сме солта, ние сме светлината. Ние можеме да го запреме се уште ова зло, како да кажам, за да овозможиме повеќе време на милост, за да дојде уште некој до покаяние, а од друга страна треба да го забрзаме Христовото дање, вели, но тоа пак ќе го направиме со поголем ангажман во проповедање на Евангелието. Секој со своите дарови и таленти се разбира. Не можеме сите на исти начин, меѓутоа сите имаме дарови и сите можеме да ги употребиме за да бидеме светилки во овој свет. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.